3 дена тага во Гостивар. Граѓаните се шокирани по веста за стротната сообраќајка. Знамињата се на половина копие. Низ градот се чувствува тагата по тешката трагедија. Низ целиот град се објавени некролозите на починатите. Сограѓаните се простува од нив. Па тешко. Тешко, тие се наши сограѓани. Катастрофа. Трагедија невидима. Да. Од судбина не се вела, само што да се прави. Па млади луѓе, како ти кажа, ова е за еден град да одат 14 или не се знае уште бројката, 20 души, ова е шок, да ти кажам право. Емотивно и во општинската сала на Гостивар. Ко лекар по професија, во мојата работа, околу 20 години сум видел многу болка. Но никогаш и ништо не може да се спореди со оваа трагедија која е седната со вкрстени нозе во нашиот град. Никој не знае кои биле нивните последни мисли, но никој од нив не знаел дека ќе го загуби животот во еден ден како вчерашниот, кога се враќале во својот дом. Ја споделуваме големата болка со сите вас. Душата не боли за секој згаснат живот. Тоа се и наши сограѓани, тоа се и наши деца, беа и наша надеж. И тагата е заедничка. Зборовите за утеха во вакви моменти тешко се наоѓаат, зашто нема утеха за срцата кои тагуваат посаканите. Тешки се деновите кога искажуваме сочувство на роднините, пријателите, бидејќи сопраќајките се настани кога некој ни ги краде тие што ни се најмили. Кога некој умира, знаеме дека тоа е неминовно во животот, доаѓа смртта. Но кога се случуваат вакви настани, тие се уште потешки и поболни, затоа што тие што сме ги очекували да дојдат дома, никој пат не пристигнале. Нашата екипа во неколку наврати се обиде да стапи во контакт со туристичката агенција Durmoturs, која што е сместена на самиот плоштад од Гостивар, иако на самата врата пишува дека оваа туристичка агенција работи до 19 часот. 3 часа порано, сега е 16 часот, како што можете да забележите, вратата е затворена и сите посетители кои што се обидоа денеска да стасат до туристичката агенција, која што чисто вчерашниот автобус ја направи всушност несреќата на автопат од Скопје Тетово наидоа на затворени врати. Доцна попладне од Durmoturs преку соопштение уверија дека нивните автобуси се исправни и редовно сервисирани со сите лиценци. Изразија сочувство. Посакаа брзо опоравување на повредените и очекуваат истрагата да открие причината за сообраќајката. Од Државниот инспекторат за транспорт последен пат лани во ноември контролирале автобус на Durmoturs со констатација на урена документација, но возач добил казна за непочитување на возниот ред.